Мој соговорник е Трпе Ристовски, кој што е директор на Институтот за акредитација на Република Македонија, како еден од главните предности, освен тие што ги наброја и ти, е и учеството на меѓународните компании, на домашните фирми, на меѓународни тендери. Кажете ми, освен она што го напоменав сега, кои се другите предности на приватните компании, односно компаниите од приватниот сектор, кога ќе бидат акредитирани од овој институт? Видете, предноста е повеќе кратна. Значи, почнувајќи од самата компанија, од самото раководење со компанијата, услугите кои што ги даваат на граѓаните, на стопанството целокупно, понатака исто така акредитацијата во многу стопански области има услов за добивање и на соодветни овластувања. Тука би ги споменал овластувањата кои што ги даваат согласно закон за технички инспекција, например Министерство за економија, поедини законски и подзаконски акти кои што се офатени преку Министерство за транспорт и врски, Министерство за земјоделие, целокупното земјоделско производство и сето она што се користи почнувајќи од почвата па до крајниот производ, сето тоа е офатено кој што се испитува преку лаборатории кои што се акредитирани од наша страна, Министерство за животна средина, исто така бројни овластувања кои што тие ги даваат, се офатени токму со постапките за акредитација. Знаете, преку постапката за акредитација, која ќе се акредитира една институција, едно тело, една компанија, тоа всушност значи дека они ги избегнуваат сите дополнителни оценки, односно формирање на некакви комисии, на некакви други работни тела, кои што би биле формирани со цел за да ја докажат нивната компетентност, односно нивната стручност. Кога они на нивниот извештај или на нивниот резултат ќе го имаат прикажано знакот за акредитација, односно институтот за акредитација, автоматски, значи, тие се прифатливи за сите овие национални, согласно националната легислатива. Меѓутоа, оно што е за нив особено битно, бидејќи сите овие акредитирани институции кои што се од наша страна, имаат безвизен, буквално безвизен режим за излез и надвор од границите во Република Македонија. Тоа значи дека оние производи и услуги кои што ги нудат на меѓународните пазари, ги нудат без дополнително да го докажуваат нивниот квалитет или компетентност на странскиот пазар, или пак можат слободно да учествуваат на меѓународни настани како тендери или било што каде што може да го бараат тоа нивните меѓународни партнери, а особено што е важно еве за Република Македонија, значи и странските инвеститори кои што се во Република Македонија, ако во минатото за поедини испитувања, инспекции, тестирање или било што морале да доведуваат еве од странство фирми за да ги вршат тие услуги во нивно име, веќе преку акредитацијата, бидејќи ние како институт сме потписници и признаени од страна на Европска и Светска организација за акредитација, сите наши домашни компании, акредитирани од наша страна, можат слободно да ги даваат услугите и на овие компании кои што се веќе присутни во Република Македонија.